Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Тесниот резултат го прави неизвесен постизборниот период како никогаш досега во историјата на независна Македонија. Кој ќе формира идната влада е главната дилема. Можно ли е да не успее тој процес, па многу скоро, можеби заедно со локалните, да имаме нови парламентарни избори? Како ќе се постави ДУИ во преговорите за формирање нова влада со оглед на пораката што ја прими од гласачите? Има ли интерес СДСМ да формира влада, која би била политички скапа во пресрет на локалните избори? Како ќе се постави меѓународната заедница? Првите пораки од Вашингтон и од Берлин се дека очекуваат влада што ќе се фокусира на реформите, пред се на владењето на правото, на создавање услови за СЈО без пречки да ја продолжи работата и, како што вели шефот на германската дипломатија Штајнмајер, да се открие и казни злоупотребата на моќ и власт. Контрапункт на ова е пораката од владата на Виктор Орбан, дека ВМРО, ДПМН и ДУИ треба да ја формираат и новата влада. Наши гости вечерва се новинарката Оливера Трајковска и аналитичарите универзитетски професори Сефер Тахири и Ѓорги Спасов. Имаме и нова саботажа. Бидете со нас, почнуваме веднаш по паузата. Груевски и Заев се судрија во четвртата изборна единица и ги поделија пратениците. 10 освои ВМРО, ДПМН и исто толку СДСМ. Струмица, каде Заев е градоначалник, беше во средиштето на лидерската битка. Погледнете репортажата на Зоран Јовановски за изборниот викенд на југоистокот на Македонија. Струмица го живее денот по најнеизвестните избори во земјава. Големите политички ривали овој пат се пресметаа во четвртата изборна единица. Екипата на 360 степени ви ја пренесува сликата од струмичкиот изборен викенд. Изборен молк. Атмосферата по градските улици се одвествуваше со молкот. Невообичаено мирно и тивко. Дека утре ќе се одржат избори подсетуваа само ретките, но впечатливи билборди на Никола Груевски, Зоран Заев, Љупчо Ѓоргиевски. Сабота е пазарен ден во Струмица. Оттаму на градскиот пазар и не беше баш молчеливо. Овие избори побудиле и надеж и очекувања. Народот е значи толку упоран за промена да биде, без обзира која власт е, како е, што е, тоа уопште не е битно, само сите сакаме промени да има. И значи и ние сме сите за промени. Бидејќи живот нема обстанок, нема и готово. Мислам кој е подобар да победи и да биде добар и да ја води државата во право светло. Што да очекуваме, ние до сега сме очекували, па не сме добијали ништо. Тука ајде белки, па се смене, да не е така. Ова е познатото струмичко турско мало. Политички длабоко поделено. Речиси пред секои избори се случува некој инцидент. Некои од жителите сведочија дека партиите и овој пат се бореле за нивните гласови, но со овдешните класични методи. Ќе име, значи, гласање ќе дојдат тука, само за гласта, ево ви по 500 динара, дојдете да гласате, таа 500 динара ќе не оде. Тоа е секој пат е бил и ќе биде. Тоа да бидеме јасни. Што? Тука се даваат на некој по 500 динара, на некој брашно се дава, на некој се дава нешто зејтин. Во Струмица на улица слушнавме и за една партиско-љубовна приказна. Овој пар, иако е со различни политички ставови, на изборниот молк си се заколнале на вечна верност. Си ветиле дека без разлика чија партија ќе победи, од понеделник ќе си живеат заедно. Јас сум за ВМРО. Јас сум за СДС. Што да правам сега? Он вика за мојата партија глас, ја викам за мојата партија да гласаш. Вчера прстен ми кладе. Што да правиме сега? Ќе викаме Груевски, Заев да
во свадбата. Ако не, довагите двете партии да ги сакаме. Фала, многу пријатно. На главната улица во Турско Мало беше весело, но не и во остатокот од градот. Денот за молк, Струмица, Молкум го заврши. На денот на изборите Струмица го празнуваше својот патрон Свети 15 тиверополски маченици. Во градот започна гласањето. Утринската врвулица на гласачките места навестуваше голема излезност. На ова избирачко место, на пример, излегоа 75% од гласачите. Со истиот процент беше одзивот и во целата изборна единица. Рекорден во земјава. Новинарот Ване Трајков вели дека не памети толку мирна кампања и тивок изборен викенд во Струмица. Очекувавме да биде можеби подинамична, имајќи ги во предвид дека тука се двата лидери, но чудно беше, едноставно беше мирна кампањата, едноставно изборните штабови на двете политички партии СДСМ и ВМРО-ДПМН некако се сконцентрира на презентација на своите изборни програми. Ванчо Иванов 17 години работи во Швајцарија. Допатувал само за да си гласа во родното место. Сопругата Билјана живее во Струмица. Ќерка им е на магистарски студии во Америка. Пред неколку месеци им најавила дека таму си бара работа и дека дома не се враќа. И нашите млади луѓе да не бегаат по странство, да не одат по туги држави, бидејќи таму ќе бидат срамци цел живот. Никој пат нема да осеќаат топлина како што може да се осети топлината во Македонија. Заедно одлучивме и ја убедивме да дојде во Македонија, да се врати, бидејќи и реков доколку издржи уште малку, доколку не биде во Македонија подобро, лично јас ќе ти извадам карта и ќе те пуштам да одеш во Америка. Замина од гласачкото место, во надеж дека и нив ќе ги огрее, ќе им се врати детето дома. Гласањето заврши, а неизвестност од резултатите го стивна градот. Ривалите исходот го чекаа во Скопје. Утро по изборите. На пазарот во Струмица како денеска да е изборен молк. Според првичните резултати, во градот победи СДСМ, а во изборната единица ВМРО-ДПМН. На пазарот ги најдовме нашите соговорници од саботата. На некои не им беше до муабет. Што да кажем сега, ајде? Компиров варен, пржен како... Што да кажем? Напето, мале ти да видиш. Кај нас удабие. Това се застават, коли се качуват, се чинуват, превоз се прави бесплатен. Това не е нормално. Се уште чекаме информација, ама мислиме дека знаеме. Кој со кого ќе коалицира и како ќе формира влада? Изборите можеби завршија, но неизвестноста сепак продолжува. По репортажата од Струмица да ги представам моите и ваши гости за вечерва. Универзитетскиот професор Ѓорги Спасов, благодарам што сте со нас. Сефер Тахири, исто така универзитетски професор. Благодарам што прифативте да учествувате во вечерашната дебата. Благодарам. И колешката Оливера Трајковска. Добро дојдовте. Ќе почнам со господинот Спасов. Што значи изборниот резултат за Груевски, а што значи за Зоран Заев? Јас лично мислам дека ова е голем пораз за Груевски, со оглед на тоа што Груевски на овие избори излезе со амбиција да ја повтори победата од 2014 година и овој резултат покажува дека 2014 година биле фалсификувани изборите.
втората работа, тој бараше на овој избори 63 пратеници, за никој да не го уценува, а гледаме дека едвам ќе стигне можеби до 50. Трета работа е што е тоа апсолутно голем пораз на груевски во сферата на диаспората. И последната работа што мислам дека тој направи се со својата силна националистичка кампања да ги обедини сите против себе си, односно всушност го уништи коалициониот потенцијал на ВМРО-ДПМН и не верувам дека постои друга политичка партија освен неговата која што мислам друга партија во политичкиот простор на Македонија која што по овие избори би коалицирала со него за да состави влада. Кога на купчето на СДСМ ќе се додадат гласовите од другите опозицијски партии кај македонците условно кажано, се добива до резултат кој што оди повеќе од 30.000 над постигнувањето на ВМРО-ДПМН. Кога ќе се додадат гласовите на сите политички партии кои што бара реални промени во Македонија, заедно со продолжување на мандатот на СЈО, заедно со Законот за заштитени сведоци, заедно со ослободување на судството од стратегиите на сегашната власт, мислам се добива едно огромно мнозинство кое што изразува волјата на народот од Македонија на овие избори. Оттаму во ова смисла мислам дека ЗАЕФ е апсолутниот победник на овие избори. Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата имаат најголем број на гласови од 2002 година до денес и тоа е направено во услови кога се создаде само мал простор за да може да има колку толку фер избори. Вие знаете што се случуваше во текот на целокупната изборна кампања. Имаше вработување по разни институции, јавните институции на кои што Државната комисија за спречување на корупцијата им дозволуваше дека тоа било наводно започнато пред почнувањето на изборната кампања. Имаше се уште онаа стега што постоеше врз медиумите. Судските процеси се водеа против опозиционерите, додека сите судски процеси против оние кои што беа обвинети од специјалното јавно обвинителство беа запрени. И мислам дека овој резултат што го остави СДСМ со коалицијата е огромен резултат за промена на политичката слика во Македонија. Освен тоа, тоа е постигнато со една кампања која што ги отвори видиците. Тоа е направена една кампања низ едно целосно ребрендирање на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, низ една макотрпна борба која што траеше повеќе 2 години во која што се вклучија широк фронт на граѓански организации во рамките на оваа кампања и со една кампања која што апсолутно ги промени стандардите во политичкото однесување на дел од македонските политички партии со она практично риторика со која што се привлекува и се добија многу албански гласови. Неспорно е дека СДС има и големо постигнување и ЗАЕФ лично, но приговорот на ова што вие го зборувате е дека сепак во апсолутни бројки ВМРО-ДПМН оди за 15.000 над СДСМ. Знаете, кога се случува да една од политичка партија победи со 1 или 2 пратеници разлики, тогаш вие не можете да говорите во оваа смисла за формален победник на изборите. Туку победник е оној кој што на тие избори ќе излезе со поголем коалиционен потенцијал. Во овој момент, јас мислам дека коалициониот потенцијал за создавање на влада е многу поголем кај Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Може да ја оставиме оваа тема за малку подоцна. Затоа што тоа е таквата претпоставка се создаде во процесот на изборната кампања. Вие можете да ги добиете изборите, например, со една националистичка кампања, меѓутоа потоа да завршите како осамен политички субјект на политичката сцена на Македонија. Трајковска, и за вас истото прашање. Што значи резултатот за Груевски, а што за ЗАЕФ? Најпрв мал коментар, нека денеска сите без малку прават весели математики. Што треба да им се каже на оние кои условно ги потрошија гласовите или ги фрлија во бунар. Ова беше соочување на политичките диносауруси. За сите кои што ги загубија гласовите или отидоа во бунар, ако го исклучиме она наше слободно толкување дека Донд подразбира дека по автоматизам го наградуваат првиот, за кој велам дека не баш сосема е точно. Најточниот одговор е тие гласови одат во бунар. Но важно е за некои, меѓу другото, да учат и да прават проценки што се случува на политичката сцена и дали сте ластовичка само за една пролет. Некои од овие малите ќе мораат да прават и такви математики и конечно да разберат колку е важно да имате вистински проценки. Некој од нив ќе има и пратеници во овој состав, ако знаеа предизборниот период да го искористат за да направат некакви коалиции пристапат кон блокот. Јас не собирам сега, ако се додадат уште и овие, па ќе тргнеме сега, па и ако се додадат и неважечките, па интерпретација на нив. Не, ова е резултатот и ништо не додавам на тој. Што е важно во резултатот? Секогаш во коментарите тврдевме дека оно што треба да случи на политичката сцена е
како Никола Груевски да биде симнат под 400.000 гласови, со едно веќе вкоренето чувство од искуството во изминатите години дека е исклучително тешко СДСМ да ја поминува магичната граница од 400.000 гласови. Овие избори се вредни во таа смисла дека таа друга Македонија може да избори повеќе од 400.000, кои веројатно се сега позицијата под која не се може доколку сакате да сте во сериозна трка за политички мандат во парламентот. Јас не се занимавам со тоа колку се чувствува губитник Никола Груевски. Тој најдобро си знае, него го одмерувам од позицијата што бараше во овие избори. Тоа се 63 пратеници, тоа е сега минус 12-13 пратеници од таа своја позиција. Тие беа побарани да не биде условуван од никого. Тој веќе апсолутно не е во таа позиција. Водеше кампања во која го растури и така својот скромен коалициски потенцијал. И оно што е за мене важно и покрај тие минус 16.200 гласови, да се обидеме сега кога се е завршено, всушност да ги дефинираме стожерно кому му припаѓаат. Сега малку послободно, па не се срамам и да речам, дека тие гласови сметам дека мора да се именуваат или подпишат со името Зоран Заев. Јас мислам дека малкумина од нас се искрени, дека навиваа за успехот на другата Македонија, но со иста силина и се сомневаа дека тоа е возможно. Зоран Заев може би помалку како политичар, но повеќе како човек со инстинкт што треба да се направи кога се соочувате со режим, со многу такт, со вистинска проценка дека без крв може да се стигне не со револуција, туку со еволуција која е сепак демократски модел, како што тој го именуваше низ гласачкото ливче, да се стигне до победа, важност, вирилност на другата Македонија. Сега сме наполно свесни дека другата Македонија има сериозна задача да се справи со 450.000 гласови за еден потполно компрометиран концепт околу кој соблекувањето до костур траеше скоро 2 години. Задачата не е завршена, но успехот на Зоран Заев, меѓу другото е скепса внатре во редовите на СДСМ, за таа сега можеме и слободно да зборуваме. Меѓу другото, скепса во интелектуалните кругови, медиумските кругови. Сето тоа Зоран Заев успеа да го синхронизира до некое ниво, да го кормилари до резултат за кој денеска можеме да речеме дека отвара нова страница во политичката полемика понатаму. Веројатно ќе анализираме што тоа значи во смисла на мандати. Така, Тахири, што значи резултатот за Ахмети, што за Тачи, што за другите нови на сцената во Македонија? Парасет важно беј анализан е резултатевен кампин политик шqiptar. Do doja vetëm një koment vogël lidhur me këtë që kolegët përmendën. Opozita maqedonase ka ngritur për 120.000 vota, pra kuantumin e votave nga zgjedhjet e kaluara, ndërsa VMRO DPMN-ja ka rënë për 30.000 vota. Kjo do të thotë që nuk ka ndonjë rënje drastike të VMRO DPMN-s, por ka ngritje rapide të opozitës maqedonase, gjë që i atribuohet gjithë asaj që e sqaroi Olivera. Мислам дека 160.000. 160.000 е растот кај СДСМ, од 280 на 440 речиси. Edhe më shumë, domethënë. Sa i përket kampit politik shqiptar, do të thoja që kësaj radhe ka pasur një votim asimetrik. Shqiptarët për herë të parë nuk votojnë në mënyrë etnike, pra votojnë edhe për një parti e cila nuk është se ka ndonjë background, të themi, të theksuar multietnik në të kaluarën, por mund të themi që kjo ndodh në këto zgjedhje dhe shqiptarët kanë votuar, pra është një fenomen i ri që ndodh në skenën politike që votohet një parti e cila drejtohet apo në strumbullarin e saj ka Maqedonas. Dhe ky, domethënë, moment i ri politik është një sinjal i qartë për partitë politike shqiptare. Parasititash është sinjal i qartë për partinë e Zotit Ahmeti, për BDI-n e cila
ka shënuar një fitore, por e cila mbetet absolutisht nën hijen e lëvizjes Besa dhe rezultatit të arritur në lidhjen, pra në zgjedhjen nga lidhja social-demokrate. Konsideroj se BDI-a, zoti Ahmeti, me vetë faktin që në zgjedhjet e kaluara kishte 153.000 vota, në këto zgjedhje ka 85.000 vota, do më thënë, bie numri për 70.000 vota, mund të diskutojmë shkaqet, për shkaku kryesor është koalicionimi me VMRO DPMN pa kushte. Ky është shkaku kryesor dhe faturën zoti Ahmeti e ka paguar mbrëm të këtij koalicioni dhe shqiptarët e kanë lexuar mirë këtë koalicionim pa kushte të zotit Ahmeti me VMRO DPMN. Befasia e cila parashikoi në anketa është lëvizja Besa. Ka pasur shumë spekulime se lëvizja Besa është një kreaturë politike e mbështetur nga Erdogani, nga Turqia, e mbështetur sipas disa eksponentëve të vegjël dhe edhe më të mëdhenj të BDI-s me para të Katarit e kështu me radhë. Gjitha këto sulme që u bën lëvizjes Besa nga ana e BDI-s, eksponentëve të saj ndikuan që praktikisht në skenën politike shqiptare të Maqedonisë të profilohen dy subjekte politike kryesore. Në njërën anë BDI-a dhe në njërën anë Besa, pra unë konsideroj dhe kam komentuar sot edhe në rrjetet sociale që propagandën më të mirë dhe këtë rezultat më të mirë për Besën e ka siguruar vetë BDI-a duke e sulmuar, kritikuar dhe duke mos dhënë asnjë argument. Ka pasur shumë sulme për atë se Besa është financuar në mënyrë të paligjshme me para të cilat kanë ardhur nga lindja, nga Turqia, por BDI-a është në pushtet. BDI-a është në qeveri dhe nëse ka pasur dyshime të këtilla, është dashur të procesuohen ato financime të paligjshme nëse ekzistojnë për lëvizjen Besa. Dobro, për thacin, për aleancën, mund të flasim vazhdim. Да, имаме простор. Ќе направиме пауза. Каде ги става партиите во однос на преговорите за состав на нова влада, ова што сега го анализиравте, по паузата. Благодарам за сега. Бидете со нас. Ја продолжуваме дебатата со моите и ваши гости. Господин Спасов, господин Тахири зборуваше за овој нов феномен, нов квалитет на политичката сцена во Македонија, за еден одреден квантум гласови од граѓаните албанци кои што отидоа на контото на СДСМ, веројатно е тешко докрај да се процени за колкав квантум станува збор, но сигурно е неколку десетици илјади гласови, можеби повеќе од 30 илјади гласови. Дали оваа неизвестност околу изборниот резултат, во ова постизборие, кој ќе прави влада, како ќе прави влада, може овој нов квалитет на некој начин да го потроши, да го изгори? Наместо да биде почеток на еден навистина нов стил на сцената. Не мислам дека може да го потроши. Напротив, мислам дека заев со собствената концепција на изборната кампања, собствениот влог во таа кампања, донесе сосема нов квалитет на политичката сцена во Македонија. За прв пат Социјалдемократскиот сојуз на Македонија има 13.500 членски карти од албанци кои се зачлени во Социјалдемократскиот сојуз во овој период, врз основа на програмата на Социјалдемократскиот сојуз. И мислам дека врз основа на таквата кампања што се водеше од Арачиново па до Брест и Малиново, па се до Тетово и Гостивар, бројот на гласовите што Социјалдемократскиот сојуз ги освои се некаде над 30.000 гласови од страна на албанците кои што учествуваа на овие избори. И мислам дека тоа е еден голем влог за она што Заев го нарекуваше во кампањата за едно заедничко општество. Градењето на заедничко општество носи во себе си ризик. И мислам дека е многу точна констатацијата на еден пријател. Ризик политички претпоставува. Политички ризик за за секоја политичка партија во услови на политички поделено општество, на етнички поделено општество. Мислам дека е точна констатацијата на еден мој пријател кој што кажа дека на овие избори албанците го победија собствениот национализам. Останува сега на македонците да го победат собствениот национализам,
Сите оние кои што се залепија за една кампања која што се одеше на тоа дека треба да го шириме стравот од некаква федерализација, кантонизација, од растурање на државата, дека сето ова, дека не бил победен на овие избори само Социјалдемократскиот сојуз, туку и сите оние кои што и мислат лошо на Македонија, вклучително албанците, вклучително странски служби, вклучително не знам тамо граѓански сектор, соросоиди и оние како го викаат непријателски малцинства кои што постојат во Македонија. Таа политика според мене е завршена. Многу е важно од сета ова политичка констелација да се изроди влада која што ќе создаде концепт кој што ќе го порази темелно, практично овој националистички концепт на ВМРО-ДПМН во натамашниот период и да ги воведе стандардите кои што ја доближуваат Македонија до Европската унија и до НАТО. А тоа значи дека се додека ова создава простор да се создаде политичка сила која ќе може да ги реши клучните прашања кои што доведаа до кризата во Македонија. Од решавање на проблемот со прислушувањето до решавањето на невладење на правото, односно неказнивост која што им овозможуваше на сите овие, па дури и овие 450.000 гласови добиени на контото на ВМРО-ДПМН да бидат резултат на еден клиентелизам во долг период, на употреба на корупцијата, на злоупотреба на сите институции во државата во партиски цели и да бидат да се користи методот на перманентно застрашување до последен момент за да се остvari таков резултат во Македонија. Мислам дека во Македонија се создаде атмосфера во која што може Македонија да движи во една сосема поинаква насока. Во насока на враќање на европските вредности, тоа нема да биде лесен процес. Заедно тоа постојано го повторува и објаснува дека ова носи политички ризик, меѓутоа еднаш мора да се почне. Сите оние кои што вика дека премногу е рано за мултиетнички коалиции, премногу е рано за одење и агитирање во рамките на различни етнички средини и така натаму, мислам дека погрешија. Сватија дека всушност може со таков тип на политички концепт да се натераат и другите политички партии да ја преиспитаат собствената концепција. И затоа мислам дека е многу добро што ово и се случи на Македонија. Јас мислам дека ова води во насока на создавање на енергија за реална демократска обнова на Македонија. Колку залепи оваа антикампања на ВМРО-ДПМН кај гласачите македонци и зашто гласачите албанци кога заокружија 4? Не го знам ниту едниот, ниту другиот одговор, но би сакала да бидам воздржана и да не даваме повеќе етикети од колку што е нужно за нормалноста на процесот. Очигледно дека Заев ризикуваше премногу во оваа кампања. Тој му даде живот на Никола Груевски, не имаше за што да прави спотови ако не беше така наречената приказна со албанците. Но знаете, ќе можете да тргнете да ловите еден, а потоа ќе испадне дека колатерална штета или ќе отпукате друг. И тоа клучниот волк со кој сакате да живеете и да го делите пленот. Груевски стрелаше кон Заев, но мислам дека го отепа Али Ахмети. Ако е точно ова што го зборува Сефер, и сега кога ги собереме гласовите, тие така наречените лоши албанци кои гласале за СДСМ, и тие така наречените ердоганисти кои веројатно не се автентичните албанци по дефиницијата на ДУИ, вие добивате околу 100.000 гласови кои по логиката на ДУИ не се представување на албанците. Сега од ова останатото што останува, прв во позиција кога ќе биде тестиран колку му се искршени нозете во оваа приказна е Али Ахмети, бидејќи доколку тргна Никола Груевски да составува влада, првата понуда треба да дојде кај пријателот. Знаете, тие беа одлични мајстори на играта кога се договара какви ќе бидат наративите, па безмалку се пукаат еден со друг, а всушност и одработуваа еден за друг. Овој пат мислам дека Груевски ја расипа целата таа шема, тргнувајќи агресивно кон Заев околу прашањето на неговото изборно позиционирање, и во таа смисла само можем да речам дека не е важно да преброиме, еве и ние се занимаваме, колку албански гласови за СДСМ. Исто толку колку што е недостојно кога Али Ахмети жали вечерта на колку се симнале албанците во парламентот, можете да заклучите дека за него мандати на Мухамед Зекири, Едмонд Адеми и како се викаше вториот во шестката, веројатно не се албански мандати. Само тие и другите опозицијски партии. Тоа е ситуацијата со која сега, мислам дека е повеќе слоен сега нивниот проблем, затоа што смета дека етикетирањето ќе биде доволно силно и ќе заврши работа. Јас на некој начин се радувам на резултатот,
бидејќи тој ќе има некакво свое второ полувреме, во кое Никола Груевски ќе мора да го доврши својот пир. Сега ќе мора да седне да разговара со Али Ахмети. За него е угоре високо, удолу длабоко. Да, ајде, заради динамиката. Да. Мислам дека на овие избори пропадна приказната за ексклузивното застапување на албанците во парламентот и за ексклузивното застапување на македонците во парламентот. И тоа е најголемиот успех на овие избори. Едноставно се расипа приказната дека политички може да бидат представувани албанците само ако се тоа пратеници на ДУИ и политички може да бидат представувани македонците само ако гласале за ВМРО-ДПМН. Изборните резултати Изборните резултати покажаа дека токму таа шема веќе не функционира. И тоа е она приказка за создавање на едно заедничко општество, за создавање на преминување на меѓу етничките линии, за создавање на една Траковска, ќе се вратам кај вас, само ќе продолжам со Тахири. Вие веќе констатиравте дека губењето на 70.000 гласови кај ДУИ е пред се цената за коалицирањето со ВМРО-ДПМН и немањето никакви резултати практично, особено во последниот заеднички мандат. Што значи тоа во однос на позиционирањето на ДУИ во пресрет на преговорите за создавање нова влада сега по овие избори? Значи, јас мислам дека ДУИ е во незавидна позиција. Продолжувањето на коалицијата со ВМРО-ДПМН значи дека на следните избори, без разлика која ќе се одржат, ќе значи намалување за најмалку 30% на гласовите. Бидејќи ВМРО-ДПМН ќе се обиде да покаже, меѓу другото, дека не попушта во однос на неколку барања кои што ќе ги става на маса ДУИ. Меѓу другото, ВМРО-ДПМН треба да се согласи со консензуалноста во смисла на донесување на одлуките, што е надвор или излегува од рамката на Охридскиот договор или уставот. Ова пак предпоставува дека ДУИ сметаш дека сочувал некаков политички рбет, пак ќе поставува нешто на масата. Значи, тие се однова после ноќта во или едното, или другото. Значи, или влегување со некакви барања, или распад. Нема трета опција. Значи, второто барање е еден од највисоки државни позиции. Во случај тоа би било барање за председател на собранието албанец. Што мислам дека за ВМРО-ДПМН исто така нема да биде прифатливо. И јас во овој дел не гледам дека ВМРО, иако Груевски, мислам дека во овој разговор не е мандатарот кој што би бил составувач на владата и поради неговото минато, односно фактот дека он и фактички и сега не е премиер, и мислам дека ВМРО-ДПМН нема да го превзема тој ризик да составува влада само со ДУИ, која што, како велеше еден експонент на ДУИ, сега им текнало дека е време за нови принципи, а до сега не знае дека требаше да воспостават принципи на договарање со ВМРО-ДПМН. Сметам ако дека БЕСА не е потенцијално кандидатот за таква влада, тогаш кои се другите партнери? БЕСА нема да биде потенцијалниот партнер на ВМРО-ДПМН, особено на председателот на ВМРО-ДПМН како мандатар за составување на новата влада. Алијансата на албанците денеска излезе господинот Зијадин Села со конкретно барање и конкретна изјава. Он и пред изборите велеше дека тој што ќе го добива легитимитетот, значи кај албанците треба да се согласи и би му ја дале поддршката сите други политички партии на албанците, но да се стави на масата бинационалната држава. Тоа значи промена на уставот, односно неколку други барања како што се етничка поделба на буџет, донесување на одлуките според значи дводомниот парламент, нели, да има и еден парламент, друг долен парламент, кој што би бил
фактички би функционирал според Бадинтеровиот принцип. Јас И мислам, да, мислам имам едно дека само овие потпрашање. барања нема да бидат прифатливи за ВМРО ДПМН и ВМРО ДПМН ќе се откаже, бидејќи го превзема ризикот, другиот, ризикот за намалување на потенцијалот на гласачкиот потенцијал на ВМРО ДПМН и на следните избори од ВМРО ДПМН нема да остане ништо. Јас имам едно подпрашање сега овде. Албанците гласаа на овие избори како што гласаа затоа што имаше неуспех во остварувањето на ветувањата во корпусот етнички права или затоа што не испорача на планот на евроинтеграцијите, и едното, борбата против криминалот, зачленувањето во НАТО. И едното и другото. Значи, албанците на овие избори не гласаа за ДУИ, бидејќи партнер на ДУИ е ВМРО ДПМН кој што реализира моноетнички проекти. Меѓу другото, дел од гласовите кои што се слевани кај СДСМ е поради фактот што албанците имаат голем анимозитет кон политиката на Груевски, која што сите овие години знаеме каква беше моноетничка. Програмата на владата исто така не ги инкорпорираше во ниту еден дел определбите, стратешките определби на ДУИ, особено во делот на евроинтеграцијата. Имено, ако само го анализираме Скопје 2014, може да се добие одговорот зашто албанците гласаа така како што гласаа. Но ова зашто зборувате, сега предпоставувам кога ќе дојде на масата кај СДСМ, исто така јас и во најавата реков, ќе го стави во СДСМ во позиција, ако евентуално тоа се барањата на албанските партии, во позиција да прави влада која што ќе биде политички многу скапа во пресрет на локалните избори. Тогаш зашто СДСМ би правил таква влада? Значи, во ситуација кога ги имаме бројките, нормално дека и цената се покачува. Секој од политичките... Албанците во овој момент имаат многу мал број на пратеници, значи нема 27, но имаат голем капацитет за да влијат врз дизајнирањето на идната програма на владата и врз дизајнирањето на државата како ќе ни изгледа во иднина. Што очекувате вие? Имам во еден дел малку поразлично. Мислам дека прво претеруваме, Беса не можеме да ја оценуваме, таа не била ни искушение што и се става на масата, за што размислува. Ми се чини дека Они бараат дефинирање на уставно-правниот систем на државата. Знаете, не знам што се бараа на минатите избори. Дуит си мислиш дека готове ВМРО не може да направи влада. Значи, не во таа смисла. Секој од нив е рационален политички, колку толку разбира дека мафтајки со таа агенда всушност себе си ја скратува шансата и доколку разговара со вториот да остане само пратеничка група во парламентот. Тоа е напросто понуда, но мислам дека има повредно. Гласовите кои се отидени за Бес се гласови кои се и за села, се гласови кои се револт за слугинството на ДУИ кон ВМРО ДПМН. Да скратиме, ги именуваме, тоа е ужас од Никола Груевски. Тоа значи дека тоа е порака дека со Никола Груевски нема разговор. Ми се чини дека кај нив ќе биде потребен такт да пронајдат точки на допирање со СДСМ, кои веројатно не по принципот мораториум за етничките прашања, но точки на компромис кои треба да ги заврши некаква влада која може да го исцрта патот за излез и евентуалниот договор околу важните реформи. Мислам дека навистина е важно дека Никола Груевски ќе го отвори кругот на разговарање. Тука ќе го видиме циот циркус и беда на ДУИ. Работите во еден момент ќе мора да излезат на чистина. Тука ќе видиме многу од прашањата околу кои се драмеше во изборната кампања. Предпоставувам дека силата на судирот внатре во ДУИ ќе биде уште поизразена. Не знам дали после изборите во пресрет на локалните на што можат да сметаат од внатрешниот потенцијал. И мораме да ја калкулираме неопитноста на новите. Можеби ќе имаат потреба да се представат како исклучиви, кои знаат зошто го земале мандатот, но за мене е исклучително важно дека прв ќе треба да тргнува во намерата да земе мандат и Никола Груевски. Математиките се немилосрдни, просто сакам да ви речам дека било какво мнозинство да го составите од ова што се пријатели на Груевски, тоа значи дека двајца лидери
неке можат во текот на денот да отидат до тоалет на подолго, а при тоа парламентот да не биде без кворум. Значи, Али Ахмети, замислете го во улогата на дежурно пратениче. Можете и тоа да го прават. Дежурно пратениче, ако сака да се откаже од пратеничкиот мандат, Никола Груевски би требало да го направи министар. Како очекувате дека ќе се одвие овој процес на преговарање? И да прифати председател на собрание албанец, Никола Груевски. Не знам како ќе се одвие процесот, меѓутоа знам една работа. Сите опозициони политички партии во Македонија има еден корпус на заеднички цели. Ако тој корпус заеднички цели да му се продолжи мандатот на социјалното јавно обвинителство, да се донесе закон за заштитени сведоци. Ако тој корпус предвидува формирање специјално оделение на судот кој ќе процесуира обвинувањата кои што се покренати и истрагите од страна на специјалното јавно обвинителство. Ако тој заеднички корпус на прашање на опозиционите политички партии подразбира истовремено нова ребаланс на буџетот кој ќе обезбеди поправена распределба на буџетските средства. Ако тој корпус подразбира донесување закон за минимална плата, со што ќе се подобри положбата на најзагрозените слоеви Македонија. Мислам дека постојат прашања околу кои што може да се создаде опозициона влада, која што за извесен период ќе го стави ВМРО-ДПМН во опозиција, за да може да завладее правдата. Во Македонија пред известно време се зборуваше дека за изминатите 10 години определени се над 10.000 притвори во затворите. Во затворите лежат многу албанци и македонци кои се неоправдано осудени. Ние мораме да воспоставиме секоја политичка логика наведува на тоа дека сега треба да се постават основни политички приоритети кои ќе доведат барем во период во една година да бидат надминати барем дел од причините кои што доведоа до оваа политичка криза. Ако се доволно паметни опозиционите политички партии треба да формираат таква влада, тоа значи дека СДСМ со поддршка на албанските политички партии или на некој начин некои од нив да влезат, а некои да дадат само поддршка на таквата малцинска влада условно, за да може да се завршат овие процеси. Како основа за распишување на можеби на нови избори, поддржувањето на локалните избори некаде крајот на следната година, меѓутоа со релативно расчистени институции, со релативно создаден стабилен систем за владење на правото. Без реализација на тие основни предуслови, било каква влада нема никаква смисла во Македонија. Дури нити влада на широка коалиција која што некој би можел да ја замисли, ако таа не ги прифати овие основни претпоставки да бидат завршени во наредните 10 месеци, е потполно бесмислено и само не води во уште подлабока криза. Оттому јас мислам дека политичките лидери и на БЕСА, и на Алијансата, па и на ДУИ ќе размислат што најмногу им одговора и ним за нивното позиционирање пред следните локални избори. Затоа што сега се случува една работа. Врз основа на резултатите од изборите се покажува дека на следните локални избори ќе има голема промена пред се во однос на ова што сега го имаме. 90% во власта на локалната самоуправа се наоѓа во власта во раците на ВМРО-ДПМН и на ДУИ. Ако се направи таква коалиција, тоа би била коалиција и за локалните избори, промена на локалните структури на власта, создавање една моќ која што може да се искористи за следните избори, да имаме во Македонија сепак една политички релаксирана атмосфера и една состојба во која што Македонија вистина ќе заличи на нормално демократско општество, во кое што клучните фактори на креирањето на кризата, како што се прислушувањето, корупцијата, злоупотребата на власта, нетранспарентноста на буџетот и овој тип на националистичка пропаганда ќе бидат сепак тргнати од главното политичко мене кој што му се нуди на народот. Таквата состојба Македонија враќа во некоја нормална ситуација. И тоа би значило враќање во нормалноста. Затоа мислам дека овој успех на Социјалдемократскиот сојуз дава можности за такво нешто. Сега зависи како ќе се постават нормално политичките партии на албанците. И тука мислам дека ако се влезе во некој тип на ситничавост, не мора ти во првата фаза од менувањето на нештата во Македонија да ги реализираш сите цели кои што ги имаш зацртано во програмата. Туку треба да пресметаш што е тоа што и за тебе е исто толку важно, за твоите граѓани кои што тебе ти дале поддршка. Дуи на овие избори беше казнет, меѓу другото, токму заради тој еден тип на вазалски однос кој што го покажуваше према ВМРО-ДПМН. Секое коалицирање на Дуи со ВМРО-ДПМН би значило влада во која што, да простите ми тоа, најверојатно премиер може да биде Амди Бајрам, бидејќи тој ќе го има клучниот глас во рамките на таквата влада. Толку се гласовите на ДУИ и на ВМРО-ДПМН. Не верувам дека тие би прифатиле такво нешто, мислам дека тоа би било катастрофа за Македонија. Дури да се направи таква влада, сметам дека нема никаква потреба всушност институционално понатаму да делуваат другите опозициони политички партии. Има еден призвук ова правење
математика, би рекла, зад грбот на ВМРО-ДПМН, кој подразбира некаков притисок колку СДСМ сега треба да биде умен, што да им понуди на албанските партии за да ја спаси Македонија после волко време криза, правејќи влада која ќе не постави на таа платформа. Колку да изгледа неодговорно новинар тоа да го зборува, мојот впечаток е дека СДСМ има сериозна обврска да размисли за своите следни чекори. Пораката од вчера е дека капиталот во Македонија, на таа Македонија, која што препознала прилично важни работи и е подготвена да го грее тој оган за возможен пресврт, не треба брзоплето да биде потрошена во, како што вие нарекувате, политичка влада која ќе биде исклучително скапа. Ако ВМРО-ДПМН нема избор, овој наратив на така нареченото предавство на комунистите со другите, со балистите, ќе продолжи и рационалноста. Моето прашање е дали СДСМ и должи толку многу на Македонија, повеќе од било кој друг, во овој момент да не ги распореди своите политички потези, велам, Груевски ќе биде прв на бирање, нека го потроши својот мандат во обид да ја разголи целата приказна, нема потреба од особен спас на Дуи доколку тој не ја покаже, не ја симне својата цена, имаше прилика да биде клучен вратар на целата приказна, ги пропушти сите шанси. Мојот впечаток е дека СДСМ има што да размислува и има одговорност затоа што распоредот на силите, расположението покажуваат дека од сега приказната од таа страна со ваков резултат мора да се кормилари далеку поодговорно за да на среден рок почувствуваме дека ние можеме да ги совладаме реформските обврски. Овој тип на брзи задачи мене ми изгледа помалку. Добро, првата етапа, веројатно за која што би размислувал СДСМ во насока на ова што Оливера го зборува, се локалните избори. Ако реши СДСМ да размисли и да не влезе во таква влада која што политички би била скапа, колку е веројатна опцијата на широка коалиција или на пропаѓање комплетно на преговорите за формирање влада, на формирање некаква техничка влада која што само би ја водела земјата до напролет кога заедно со локалните би се одржале нови парламентарни избори. Мене поверојатно ми изгледа ваквата опција, значи широка влада која што ќе биде составена од најмалку трите најголеми политички партии кои што добивале гласови на изборите. И таа на клукав рок да ја води земјата? Сметам дека најдобрата варијанта и за земјата и за реформските процеси би била, значи, да има ограничен мандат, не знам, 1 година или може би да се размисли за периодот, бидејќи ќе биде многу тешко. Дали значи, тоа би функционирало напролет кога ќе имаме локални избори? Замислете сите во влада, а на терен еден против друг за локалната власт. Не би значило ништо, бидејќи функционираше и сега. СДСМ е во влада, дури имаше поволности, бидејќи ние имавме можност да видиме дека полицијата беше на нивото на задачата во изборните места, каде што на некој начин, условно кажано, го чуваше гласот на граѓаните. Се согласувам и со професорот и со Оливера во делот на коалицирањето на СДСМ за клучните реформски процеси. Мислам дека нема да има никаков проблем тоа да се договара и со БЕСА и со Алијансата на албанците. Но бројките се тие кои што се недоволни за составување на нова влада без Дуи. Дуи на овие избори, значи, доби силна порака од граѓаните дека не се во вистинскиот правец. Они ќе се обидат сега преку, ако доаѓа до преговори, преку СДСМ да го изградат својот имидж дека сепак они се клучниот играч. Они го Ахмети велеше пред избори во Куманово. Не се секирете луѓе. Јас сум тој што го имам клучот. Да, но се
и во дебатите имав такво чувство, дека кога разговараат со СДСМ, веднаш поставуваат, значи, прашања кои што се од етнички карактер, не знам, официализирање на јазикот во целата држава, дали се спремни за промена на уставот ако дојде до, значи, до идејата да се промени уставно правниот карактер на државата и така натаму, и некои други идеи кои што ние сите овие години не ги слушнавме ни во дебати, бидејќи ВМРО ДПМН не беше во дебати, но не ги видовме ни во јавниот дискурс на ДУИ. Сметам дека точно е ова што вели Оливера, СДСМ ќе биде пред сериозен тест. Дали на некој начин ние го имаме примерот со Владо Бучковски во 2004 година до 2006 година, заради општите интереси, граѓанските интереси, заради стабилизацијата на земјата, СДСМ на некој начин тоа го плати на изборите во 2006, знаеме колку пратеници. Земјата го капитализираше тоа со кандидатски статус, но СДСМ ги загуби изборите. 27 пратеници. Значи, мислам дека помеѓу општиот и партискиот интерес, сметам дека ќе се најде еден компромис, ако воопшто седне господина Тахмети на маса со само да Јас не зборувам меркантилно, како СДСМ да си седне сега и да си смета што е најдобро за себе. Туку зборувам за, имајќи го во предвид овој капитал на гласови, нека треба да биде сериозно одговорен да ги промисли мостовите кои што треба да ги направи, цената за тоа и особено. Јас не можам да замислам дека можете да разговарате за широка коалиција со Никола Груевски, со Али Ахмети, а при тоа ние да заборавиме дека Катица Јанева нема намера веројатно да има увид во политички календар. Чекај, сега завршија изборите, сега ќе прават влада, да не наштетувам и направењето влада. Јас ви тврдам дека овие две партии ќе разговараат на политичката маса. Добар ден, кој сте вие, Билалка, сами што барате, предпоставам Никола Груевски прв пат би требало да се види. А во заднина ехото во увото ќе биде дали Катица Јанева закажала пресконференција. Мртвата трка помеѓу можноста кој ќе составува влада и работата на Катица Јанева, на која за првите обвинени истекува рокот во март, ќе го формира мозокот на сега во овој момент победничката партија. Политичкиот капитал, кој што ги има освоено на партија на изборите, е капитал добиен врз основа на јасни ветувања. СДСМ не може да добие 440 гласа ако не рече дека јас ги барам изборите, за да му се продолжи мандатот на специјалното јавно обвинителство. Јас ги барам вашата подршка, за да воведиме владење на правото. Јас ги барам поддршката од ваш, за да донесеме закон за заштитени сведоци, да ги преиспитаме судско-полицијските процеси заради кои што многу невини луѓе лежат во затвор. Јас барам од вас поддршка за да воведа минимална плата од ова кој што е 12.000 денара и 16.000 до крајот на мандатот. Јас барам од вас поддршка за увид во буџетот и во транспарентното трошење на буџетските средства. Истото професор го велеше ДУИ без минималната плата. Не можете да кажете сега СДСМ се го има политичкиот капитал во джепот и што сака нека се случува, меѓутоа тој треба да води сметка како ќе излезе на следните локални избори. Напротив, он треба да излезе со целиот свој политички капитал и да каже политичкиот капитал мене ми е потребен за преструктурирање на моќта во општеството. Преструктурирањето на моќта во општеството ја дефинира политиката. Ако ВМРО ДПМ е единствената партија која што останува надвор од целата ова работа и не сега да прифати овој корпус на вредности, односно корпус на цели кои што се заеднички на сите опозициони политички партии, вие можете да кажете ја го вложувам својот политички капитал за во период од 6 месеци или од година дена да се завршат овие работи со заеднички договор за целата таа работа, а да после тоа одиме на посебни овако што се нови парламентарни избори, ако е потребно со нов изборен модел и да им дадеме шанса на граѓаните да одлучуваат како што сакат. Политичкиот капитал не ви е даден вас да си го чувате за себе си. Туку политичкиот капитал вас ви е даден да го употребите за тоа што сте го ветили. СДСМ сега е поставен пред таквата дилема. Така и сега како во оваа математика ДУИ стана опозициона партија? Знаете што? Постојат две можности во целата таа работа.
да му се каже, Дуи, сакате ви однова коалиција со ДПМН со цел да го распуштите специјалното јавно имунитетство, да ги запрете сите судски процеси, да ги држите невините луѓе во затвор, повелете, воведете отворена диктатура. Ете тогаш СДСМ нема никаква причина да влегува нити во широка коалиција, нити да поддржува било каква влада, разјаши туку да си ја продолжи борбата како што си ја водеше и досега. Втората работа е да каже да, може да има и влада на широка коалиција, меѓутоа која што ќе ги прифати пред се овие основни барања кои што се барања на 70% од граѓаните што излегува на овие избори. Во спротивно, нема никаква логика вие да си калкулирате со својот политички капитал и да се плашите сега да него овако што испуштите заради поголема националистичка кампања од страна на ВМРО ДПМН. Тогаш би било равно на измама. СДСМ го отвори ова прашање и мора да оди до крај. Тоа е ризик, што го повторуваше многу пати заедно. Меѓутоа, тој ризик еднаш одговорност мора да се прифати Македонија, само на тој начин може да остане заедничка и залепена. Ние не сваќаме дека ако Македонија остане надвор од евроинтеграцијата, од НАТО, нас ни постојат сосема други проблеми кои што се јавуваат во овој период од страна на оние приказки за кои што Советскиот сојуз бара сојуз со Македонија, Србија, Црна Гора и Босна и Херцеговина. Сватете дека сепак влогот во овие политички избори беше голем и оваа доверба што е добиена сега оваа доверба заради овие цели кои што ги бараше СДСМ не сме да биде прокоцкана. Именно ги цениме. Не само да ве предупредам дека полека привршуваме уште по неколку реченици. Не тоа значи не зависи од СДСМ. Дали ќе го тоа зависи од ДУИ. Значи зависи од ДУИ дали ќе се согласи да продолжи во коалиција со ВМРО, ДПМН и на следните избори да остане вон парламентарна партија, бидејќи така ќе биде. Тоа се случуваше со ПДП, вие знаете сте биле министер во владата на господинот Црвенковски, тоа се случуваше со ДПА, значи се случува и со ДУИ. Некако тоа се сваќа и како нормален процес, бидејќи албанските партии во владата се истрашуваат. Дали ДУИ ќе го прифати тој ризик, треба да јас имено овие работи што ги спомнавте за СЈО, законот за сведоците и така натаму, сите овие работи сум ги слушнал лично од господинот Ахмети кој што ги промовира како идеи, бидејќи и он е под притисок од гласачкото и од тоа мало гласачко тело кое што му останало. Од друга страна, значи СДСМ исто така има одговорности кон гласачите кои што, реков, гласа граѓански, не гласа етнички. Мене ми се чини дека тука помеѓу има, како се века, јас го разбирам Спасов затоа што е уверен дека е тоа важен капитал кој треба да биде наменет за шансите на оваа земја да почне да излегува од оваа длабока криза. Но останувам на ставот дека важноста на тој капитал се неговите вредносни пилари, да не ги повторувам тие што ги напомена Спасов. Во таа смисла, јас не сметам дека е толку едноставна работа еден политички арлекин кој 10 години глуми дека не е од овде, каков што се покажа ДУИ во сите овие години, ние немаше да бидеме во оваа криза, тие да има елементарно политичко одговорно поведение, одеднаш да речеме ни требате, дали сакате да облечете малку поубав костум за приказната да продолжи. Ми се чини дека тоа ќе биде удар кон вредносниот капитал што го направи оваа друга Македонија. Не се разбираме. ДУИ не мора да влезе во таква влада. На ДУИ може да се постават дека формираме влада и без ДУИ, со тоа што ДУИ нека ја поддржи таа влада заради вредностите за кои што самиот се има изјаснето. Зашто формираш малцинска влада во која што кажете гласите вие за да ги реализираме овие три цели за кои што вие запнавте, вие цело време во изборната кампања им ги ветувавте исто така на албанците за кои што ги добивте гласовите. Не може да се дозволи да оди во коалиција со ВМРО ДПМН, каде што се знае дека ВМРО ДПМН цело време зборува за СЈО, дека е странска служба, дека е општинска организација на СДСМ, дека ќе првата седница на Уставниот суд дека ќе укини ќе го укини специјалното јавно. Знам дека сега стана интересно. Сакам да кажам што кажа господинот Ахмети. Прашам дали ќе коалицира со СДСМ или со ВМРО ДПМН, он рече ни со едните ни со другите. Значи, мислам дека ДУИ се гради став да биде неутрален во овој дел, бидејќи преголем бил ризикот да оди со ВМРО ДПМН, а исто така би бил
и ризик да оди во влада со СДС. Добро, доколку има доволно будали тој виц да имаат потреба да го конзумираат. Навистина е непристоен речникот, но дивното поведение ни дава за право тоа така да го тоа така да го дефинираме. Или да останат значи во власта со двете партии. Јас сметам дека на овие избори луѓето недвојбено сака да се подвлече црта помеѓу двојното однесување, кое го симулираше Дуи. Јас навистина сметам дека во клучните моменти тие се одговорни за избор на шеф на држава, да не ги напоменувам, за компромитација на Пржинскиот договор, за ситуација во која сме со СЈО. Интересот на ВМРО е апсолутно јасен. И сега знаете како ние ќе викаме дали ќе не бидете партнери без да им вика СДСМ. После оваа порака, секој текст во собрание понуден за гласање, истото што пропадна последниот ден на предлозите на Павле Транов, ќе помине без да го преговараш Дуи. Сега е како се вели, некоја друга памет кај нив, но јас останувам на ставот дека ВМРО ДПМН ќе се обиде се да собира прости бројчиња и математика. Кај СДСМ е сега големината на одговорноста и проценката за обврските кои што треба да ги превземе со на масата сега и сосема нови играчи околу кои ќе треба да го најде најмалиот заеднички именител. Мора да завршуваме се. Прости бројки кои што би значило влада која што нема да функционира и ќе биде под страшен притисок и на следните избори ќе имаме победа на опозицијата, македонската опозиција со 80 пратеници. Добро, се чини дека ова ќе биде долго, неизвестно, комплицирано пост изборие. Благодарам вечер, отворивме дел од дилемите. Сигурно ќе продолжи оваа дебата во следните денови и во други форуми. Благодарам уште еднаш што бевте мои гости. Сречко Поповски и саботажата се наред. Политичките маргиналци кои што со дребен чип стануваат дел од големата игра во својот со ништо подкрепен занес покажуваат совршено незнаење и за состојбата во општеството и за сопствената улога во приказната, обидувајќи се да се прикажат како влијателни фигури кои во партијата што се одвива не може да бидат сметани ниту за пешаци. Од реакцијата на луѓето кои ме среќаваат на улици и од разговорите што ги водам со нив, прецизно ќе ви кажам отприлика како би можело да завршат изборите. Јас сметам дека сум можен добро информиран. Значи, пред почетокот на кампањата, последното јавно истражување на реномирана агенција беше 30-20. Сега е покачени се. Покачена е таа разлика. Дебаклот на наводната добра информираност како на политичарите на кои во портфолиото им пишува дека се коалиционери по професија, така и на измислените агенциски манипулатори е вреден показател само за оние што добро знаат за што станува збор, уште во кампањата, и покрај тоа што нивниот лидер бараше 63, многу јасно предупредуваа дека разликата е толку мала, што власта им се лизга од рацете. На прсти се бројат! Ситно бројат веќе! Единствената вистина за известниот епилог од изборите е дека никој повеќе не ке може да солира, затоа што хорот од гласачи упати јасни пораки до сите оние кои се надеваат дека и натаму ке може да се владее со сеење црно семе, кое толку долго ги оптоварува гласните жици на македонскиот вокален ансамбл. Има еден игра филм наш македонски која што му викаат на наш најпознат глумец што му велат дека пееме или песме, ќе пееме господине, ама чива песна? Една не вика нашата или вашата? Една од најголемите ступидности кои можеа да се чујат од акапелистите кои упорно создаваат амбиентална дисхармонија, лошо изведувајќи кавер верзии од неоригинални автори, ги помена дури и границите на нормалноста кога со анахрона синхронизација, наместо 27 години, на Заев му дале 8 години помалку, за да оправдаат довербата пред немуштиот диригент. Како млад војник, веројатно не би бил пратен на војното поле, но тогаш младиот кандидат за пратеник од СДСМ добива лекарски печат со диагноза за неспособност за служење на војниот рок, кој во тоа време беше законска обврска за сите полнолетни и работноспособни граѓани на Република Македонија.
Сепак најважно за сите работоспособни полнолетни граѓани е сите заедно да исполнат со ведар тон големата концертна сала во која се очекува да настапат сите лажни идоли, чија дисхармонија со генералните мелодиски линии ќе утврдува жири комисијата, предводена од дамата чиј позаселен ангажман при утврдувањето на оркестрацијата почнаа да го бараат дури оние за кои си имаше впечаток дека воопшто не им недостасува. Се е јасно и не знам зошто жената правеше пресконференција. И искрено да бидам, мене лично, господјата Катица Јанева, во овој момент ми фали да ја видиме малку пак. И на крајот. Дали можеме, дали сте наместени? Добро. Може? 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 Изгледа дека веќе нема да се може. Ова беше се за вечерва, се гледаме повторно в петок од 22:30. Пријатно.